Во основните и средните училишта во Кочани започна второто полугодие од учебната 2020-2021 година. Основните училишта подготвени за успешен почеток на второто полугодие кој ќе се одвива според моделот од првото полугодие, односно учениците од прво до трето оделение ќе следат настава со физичко присуство, а останатите онлайн. За време на зимскиот распуст во основното училиште Раде Кратовче во Кочани се реализирани повеќе активности. Набавена е дополнителна опрема за онлайн настава, информираше денеска директорот Благој Давидков. Од денес 21.1.2021 година започнува второто полугодие. Во нашето училиште наставата се одвива како и во сите други училишта, значи од прво до трето оделение со физичко присуство, а од четврто до девето оделение преку онлайн настава. Инаку периодот додека беа учениците на распуст, училиштето го искористи за вршење на оние редовни поправки и подобрување на условите за работа во училиштето. Нормално беше генерално исчистено училиштето и дезинфицирано. Исто така овде можеме да спомнеме дека на крајот на втората половина од месец декември минатата година беа набавени 15 врати кои беа прилично оштетени и скоро неупотребливи. Значи тие беа заменети со нови врати. Исто така набавени се 15 нови шкафчиња за наставниците, односно по едно шкафче во секоја училница, а за подобрување на онлайн наставата беа набавени 17 нови лаптопи кои ќе бидат сега искористени за одржање на онлайн наставата во нашето училиште. Инаку како новина од денес оделенска настава, наставниците часовите ги држат од училиштето и планираме во наредните денови да пробаме исто така онлайн наставата да ја држат од училиштето и предметните наставници. На почетокот ќе пробаме прво со помал број на наставници, а понатаму ќе продолжиме и нормално наша интенција е да успееме сите наставници наставата да ја држат од училиштето. По повод почетокот на второто полугодие од учебната 2020-2021 година, градоначалникот на општина Кочани Николче Илиев го посети подрачното училиште Никола Каре во селото Тракање, каде со физичко присуство се учениците од оделенска настава. Илиев истакна дека во сите училишта во Кочани се обезбедени потребните услови за реализација на наставата и дека таа секаде е започната на начин определен од Министерството за образование и наука. Во училиштето во село Тракање неодамна заврши подновувањето на подот во сите училници и обновувањето на реквизитите од училишниот двор. Претходно беше извршена замена на прозорците и печките за огрев, а реновирано, оградено и подготвено за употреба и повеќе наменското игралиште кое се наоѓа во училишниот двор.